Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Младите се иднината на државата и затоа потребно е постојано да се вложува во нив. СДСМ како одговорна партија, како и до сега, продолжува со мерките кои значат подобри услови, повисок стандард, односно подобар живот на сите млади во нашата земја. Во таа насока е и новото законско решение за субвенциониран оброк за сите редовни студенти кои се на додипломски студии на државните, но и на приватните универзитети во нашата земја. Субвенционираниот износ изнесува 2400 денари месечно, односно 120 денари дневно и ќе биде товар на државниот буџет, а ќе се исплаќа на давателите на услуги кои што услужиле студент. Давателите на субвенциониран оброк пак ќе ги избира МОН преку спроведување на јавен повик, пошто ќе следува потпишување на договор. Користењето на субвенцијата ќе се одвива на два начина: со користење на картица, која ќе треба МОН да ја отпечати, или по пат на мобилна апликација. При тоа, во законот е предвидено дека под субвенциониран студентски оброк се подразбира храна која е приготвена, односно здрав оброк, и во неа не спаѓаат газирани пијалоци и брзата храна. Студентите ќе можат правото на услуга, субвенциониран оброк, да ја користат од понеделник до петок во период од 8 до 20 часот, и истата не може да се остварува во период од 1 јули до 14 септември, како и за време на викенди и државни празници. Почитувани, Законот за субвенциониран студентски оброк се носи за прв пат во Република Северна Македонија и има за цел да го подобри стандардот на студентите. Воедно, представува и можност нашите студенти да ги користат истите поволности кои ги користат и студентите од европските земји. Истовремено, представува и мотивација студентите да се хранат здраво за значително пониска цена од онаа до сега, со што ќе се подигне студентскиот стандард и здравиот начин на живот. Ова е уште една потврда за заложбите и вистинската грижа која посветува Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за сите млади лица во нашата земја.